Настаните забележени за денешниот петочен ден ќе ги проследиме и во ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. На самиот почеток, еве што издвојуваме. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска оствари вонредно обраќање до граѓаните на Република Македонија. Завршени се 50% од градежните активности за изградба на новиот стамбен објект во Кочани, наменет за лицата од социјален ризик. Кејот на река Брегалница во Делчево за 2 месеци ќе добие нова пешачка патека. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов денеска повторно се обрати до граѓаните на Република Македонија. Потенцираше дека останува одлуката за аболиција, која е исклучиво во интерес на државата и на граѓаните на Република Македонија и за која е цврсто убеден дека ќе помогне за надминување на политичката криза и намалување на тензиите меѓу политичките противници. Останува на сила одлуката за аболиција на председателот Ѓорги Иванов. На неговото јавно обраќање наведе дека причината за неповлекување на истата е државниот интерес на Македонија, а има за цел да помогне за надминување на политичката криза и намалување на тензиите меѓу политичките противници. Иванов, наведувајќи дека е свесен за одговорноста што е презел, нагласи дека внимателно ги проследил и анализирал сите реакции по одлуката. Секој оној кој смета дека су му одземал право, сторил лоша услуга или својата невиност сака да ја докаже на суд, го повикувам лично во писмена форма да поднесе барање за поништување на одлуката која се однесува на него. Кога ќе ги добијам таквите барања, ќе повикам правни експерти да понудат можно правно решение. И политичките партии можат со своји правни експерти да се вклучат во овој процес. Иванов истакна дека партиите и нивните поддржувачи ги користат институциите како средство за пресметка. Судовите се под притисок при постапување по предмети. Безбедносните институции се парализирани со нарушен систем на команда и висок е ризикот да не можат да одговорат на заканите со кои се соочуваме. Додека специјалното обвинителство има потреба од време за квалитетно вршење на истраги. Барам представниците на меѓународната заедница, кои се вклучени во процесот, да помогнат сите страни целосно да си ги исполнат преземените обврски од договорот од Пржино, додека потписниците на договорот да ги спроведат преземените обврски и да овозможат слободни, фер, демократски и кредибилни избори. Ги охрабрувам сите носители на јавни функции кои извршуваат работи согласно уставот и законите, судии, обвинители, полициски службеници и други, да не подлежат на притисоци и влијание од кого било во вршењето на своите должности. Ги охрабрувам за сите случаи јавно да проговорат и ако чувствуваат потреба да ме информираат. Граѓаните на Република Македонија очекуваат од политичките партии нивно внатрешно прочистување и промовирање на нови лица во политиката во Република Македонија. Очекувам распишаните избори на 5 јуни да бидат вовед во ново поглавје на Република Македонија. Председателот Иванов потенцираше дека одлуката има за цел да биде гаранција дека до денот на одржување на изборите, партиите и нивните поддржувачи, работата на институциите и активноста на представниците на меѓународната заедница нема да бидат злоупотребени и нема да влијаат во нарушувањето на изборниот процес, а изборите на 5 јуни треба да бидат вовед во ново поглавје за Република Македонија. Продолжуваме со настаните од истокот. Завршени се 50% од градежните активности за изградба на новиот стамбен објект во Кочани, наменет за лицата од социјален ризик. Се очекува објектот да биде завршен порано од предвиденото време, односно до почетокот на 2017 година. Активностите на акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор од значење на Републиката, подружница Кочани, моментално се сконцентрирани на изградба на стамбениот објект во Кочани, што се гради согласно програмата на владата на Република Македонија за изградба на станови за лица во социјален ризик.
Станува збор за изградба на втората ламела со вкупно 43 стамбени единици, откако пред 5 години беше изградена и вселена првата ламела со вкупно 29 станови. По завршувањето на градбата, по пат на јавен оглас, ќе бидат распределени на лица во социјален ризик во неколку категории. Постапката е откако владата распишува оглас, лицата кои што се пронаоѓаат во тие социјални категории поднесуваат документи во Центарот за социјални работи во Кочани. Градежните активности веќе се некаде 50% завршени, што значи дека конструктивниот дел е веќе завршен, се преминува на крововските работи, лимарски крововски работи, додека паралелно се работи и зидарски работи и занајски работи, односно повеќе од 50% се завршени водоводна инсталација и електрична инсталација. Продолжуваме понатаму со вградување на лифт и очекуваме да објектот, иако крајниот рок согласно договорот е 17 август 2017 година, согласно досегашната динамика на изведување на градежните активности, да биде завршен пред рок, односно наши процени се околу 6 месеци пред рокот, односно во почетокот на идната 2017 година. Согласно програмата за работа на акционерското друштво на територијата што ја покрива друштвото, а тоа се општините Кочани, Виница, Чешиново, Облешево, Зрновци, Македонска Каменица, Делчево, Берово и Пехчево, се планира изградба на уште 2 згради за колективно домување во Виница и Пехчево. Во завршна фаза е адаптацијата на проектната документација и ќе следи избор на најповолен понудувач за изведување на градежните работи. Акционерското друштво има направено и програма за изградба на типски куќи, каде што има добиено од општина Кочани 5 локации, во општина Виница 3 и во општина Пехчево 2 локации. И моментално се работи на изготвување на проектната документација. Кејот на река Брегалница во Делчево за 2 месеци ќе добие нова пешачка патека. Средствата за нејзина изградба изнесуваат 1 милион динари, а се обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка и општина Делчево. Кејот на река Брегалница во Делчево за 2 месеци ќе добие нова пешачка патека. Активностите за нејзина изградба се реализираат преку проектот Запознаја Брегалница, проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, а кофинансиран од општина Делчево. Имплементатор на проектот е регионалниот центар за застапување. Целокупните проектни активности предвидуваат изработка на патека во должина од 500 метри и ширина од 1,5 метар со природен камен. Покрај патеката ќе бидат поставени и 20 информативни табли со видови кои што живеат во река Брегалница и покрај самата река. Патеката, освен место за рекреација, ќе биде и можност за подигање на свеста кај локалното население за важноста на биодиверзитетот на река Брегалница. Проектот треба да заврши следните 2 месеци и да имаме изработена патека, поставени табли информативни и поставена опрема од страна на општина Делчево од типот на клупи, каде што ќе можат локалното население и гостите добронамерници да го поминат еден дел од своето време. Целта на патеката е да добиеме еден едукативен простор за важноста на биодиверзитетот, но и да добиеме една патека каде што младите ќе можат да шетаат и да рекреираат. Инаку средствата од 1 милион денари за изградба на пешачката патека на кејот на река Брегалница се обезбедени подеднакво од Швајцарската агенција за развој и соработка и општината Делчево. Со започнување на градежната сезона продолжува прекинатата изградба на улицата 20 во населба Ширина во Бирово, проект кој што започна во декември 2015 година со средства во вредност од 12 милиони динари. Со започнувањето на градежната сезона во Берово продолжи реализацијата на проектот преку кој ќе се пробие и изгради улицата 20, како еден доста значаен проект за жителите од овој дел на Берово во населбата Ширината. Улица чија што изградба започна во декември 2015, но поради лошите временски услови истата досега беше во прекин. Фирмата изведувач моментално работи на расчистување и ископ на земјените површини на трасата по која ќе биде изградена улицата во должина од 580 метри. Коловозната лента од улицата ќе биде асфалтирана со широчина од 6 метри со асфалтен слој АБ11.
со дебелина од 6 см и тампонски слој од дробен камен со дебелина од 30 см. Изградбата на улицата предвидува и тротоарска површина од двете страни на улицата со широчина од 1,5 метар, како и решавање на одводнувањето на атмосферските води. Во изминатите години континуирано се подобрува патната инфраструктура во општината. Овој тренд на изградба на патната инфраструктура продолжи и во изминатиот едногодишен период во кој беа опфатени голем број на улици преку проекти реализирани преку буџетот на општина Берово и проекти кои се реализираат со поддршка од владата на Република Македонија. За реализацијата на овој проект, градоначалникот од општина Берово истакна дека ќе се издвојат околу 12 милиони денари. Уште една улица станува реалност во Македонска Каменица, лоцирана во центарот на општината каде имаше стари објекти, а сега со нејзина изградба ќе се намали сообраќајниот метеж и со урбаното уредување се подобрува и самата слика на градот. Уште една улица финишира со изградба во Македонска Каменица. Станува збор за улицата број 2 која се наоѓа во централното градско подрачје и ги поврзува двете најфреквентни улици Маршал Тито и Методи Митевски Брицо. Ова улица беше почната во есенскиот период од 2015 година. Сега го ставаме вториот слој од асфалт, со што целосно ќе биде завршена оваа улица. После ова ќе следи уредување на тротоарите, поставување на осветлување, уредување хортикултурно и еве планираме во најкраток можен рок да биде ставена во употреба. После ова асфалтирање ќе се од овој проект имаме уште завршување на подпорниот зид на улицата Илинденска која што ќе поврзува со улицата Гоце Делчев. Се надеваме дека за краток временски период и таму ќе имаме асфалтирање и целосно ќе биде реализиран овој проект. Со пуштањето во функција на број 2 ќе овозможи растеретување на сообраќајот во Каменица, посебно во петоците кога е пазарен ден. Јанијата ќе придонесе се растерети сообраќајот, вечерно време народот ќе чета, денно време на Кекео, на спортската сала ќе биде растеретен сообраќај, нема се ствара толку гужва. Дали е добро да се продолжат ваквите активности, да се асфалтираат улици и во селата, не само во централното градско подрачје? Па добро е. Добро е, работата треба повеќе да се обрне внимание на селските средини, да народот се остане по селата, да се живее, да не се иселува од селските средини. Ако нема улици, ако нема канализација, народот ќе се iseli. Општината и понатаму ќе се стреми со продолжување на добивање современи улици и во другите села. Децата од штипските градинки и основните училишта во понеделник ќе се вклучат во националната акција Садница Плюс. Оваа година ќе засадуваат семе од дела. Учениците од основните училишта заедно со децата од детските градинки од Истокот во понеделник ќе се вклучат во националната пролетна акција Садница Плюс. Оваа година во Штип домаќин ќе биде општинското основно училиште Тошо Арсов, каде учесниците во акцијата ќе садат семе од дела. Целта на проектот е уште од најмала возраст да се развие одговорноста и екосвеста. На еден едноставен начин, или стручен начин од страна на надзор на наставниците ќе биде кажано како и на кој начин се саде садница, односно како произлегува од садница, од семче до едно дрво. За одгледување на засадениот семенски материјал, одговорни ќе бидат учениците кои до есен ќе треба да се грижат и да го следат процесот на никнување и растење на елата до израснување во млада фиданка, погодна за садење на терен. Ќе биде чувана во просториите на основните училишта, каде што за време на летниот распуст ќе бидат садниците однесени дома кај самите ученици и во есенската акција, односно пошумувањето на површините на територијата на општина Штип, тие садници ќе бидат засадени на територијата поставена за садење на акцијата Ден на дрво. Проектот Садница Плюс е дел од националната акција Ден на дрво и се спроведува 4-та година поред. Пет минути со Сузана Турунџиева во Виница. Библиотеката Ванчо Прке во улога на промотор на последниот роман на оваа амбициозна авторка. Убавиот збор без музикална подршка не може да ги расчепка емоциите кај читателот. Посебна чест за добрите домаќини во Виница направи Сузана Турунџиева. Овој пат не во улога на академски музичар, туку како автор на неколку дела, меѓу кои акцентот беше ставен на нејзиниот последен роман 5 минути. Нема да ви го раскажувам содржината на овој роман, јас што го велам непознато другаче од универзумот кој ми ги дошепнуваше заплетите, кој што ми ги кажуваше насоките како да ги разрешам некои ситуации.
зошто да бидат баш Клара и Љубица. Многу мина ме прашуваа кои се Клара и Љубица, бескрајно добри, чувствителни, подготвени да подадат рака. Тоа беше една многу интересна ситуација. Нејзината ќерка Лора, промовирајќи ги хуманите вредности на својата мајка, рече: Со пишувањето на овој роман, авторот не е ни свесен што им прави на читателите, беа делови од зборовите на нејзината рецензентка, професор доктор Сонја Ризовска-Јовановски, која што ни со олези кажуваше за тоа како се променил погледот кон животот по читањето. Потрагата по изгубените вредности, технологијата која максимално ги истенчува човековите доблести, е она што ја мотивира Турунџиева, дел од своите секојдневни искушенија, да ги става на хартија. Сум многу загрижена во кој правец се движи нашиот живот и нашата денешница, бидејќи сигурна сум дека ќе се сложите со мене дека добрината не е во дефицит, туку добрината е нешто што изумира на овие простори и нешто што и текако многу ни е потребно да го вратиме назад, да го разбудиме во нас, да се ослободиме од стегите, рамките на интересите, на лицемерието. Во Виница го промовираше само романот 5 минути, но публиката имаше можност да ги види и другите нејзини дела, меѓу кои и книгата со 1000 мисли и цитати. Турската култура од понеделник пред штипската публика. Во Домот на културата во Штип, љубителите на театарската уметност ќе можат да погледнат представи на Турскиот национален театар. Значи, во склоп на денове на турската култура во Штип ќе се одржат две театарски представи на 18 и 19 април. На 18 април се игра представата Слуга на двајца господари, на 19 април Есхил од Прометеј. Ќе имаме исто така кинопроекции на 19 од 17 часот ќе се игра филмот Љубов да ги сака случајностите и потоа другата дата ќе биде накнадно објавена заради технички проблеми, ќе се игра филмот потоа. Ќе имаме промоција на 19 исто така на монографијата на Турскиот театар и на 25 април ќе имаме поетски разговори во склоп на денови на турската култура. Најмалку 9 лица загинаа, 950 се повредени вчера во неколку потреси со интензитет од 6,5 степени според Рихтеровата скала, кој го погодија југозападот на Јапонија, пренесе МИА. Земјотресот предизвика и голема штета, а десетици илјади луѓе ги напуштија своите домови. Потресот се случил во област каде што се наоѓаат неколку нуклеарни реактори, а тие се неоштетени, соопштија оператори. Евакуирани се 44.000 лица југозападно од Токио. Во текот на изминатата ноќ имаше нови судери во Париз и во повеќе француски градови меѓу полицијата и демонстранти против реформата на трудовото право во Франција. Уапсени се над 20 лица. Стотици млади демонстранти кршеа излози на продавници, автобуски станици и банкомати. На плоштадот на Републиката во Париз демонстрантите фрлаа по полицајците со столици и шишиња. Петте економски најмоќни земји членки на Европската Унија побараа од Г20 да изготви црна листа на даночни оази во светот и да предвиди санкции за оние држави кои ќе одбијат соработка при истраги во врска со скандалот со панамските документи. Министрите за финансии на петте земји членки на Европската Унија се договорија и наскоро да започнат проект за размена на информации за компаниите основани во даночните оази. Денес беше извршена последната ждрепка за тековното издание на Лига на шампиони, по која ги дознавме полуфиналните парови, од кои ќе го добиеме и новиот владетел на фудбалска Европа во месец мај. 10-кратниот освојувач на најелитното фудбалско надпреварување, екипата на Реал Мадрид за противник во полуфиналната рунда го доби Манчестер Сити. Второто полуфинале го сочинуваат Атлетико Мадрид и Баер Минхен. Првите полуфинални мечеви од Лигата на шампионите се играат на 26 и 27 април, додека реваншите се на 3 и 4 мај, а финалето ќе се одигра на 28 мај во Милано.
Утре ќе се одиграат финалните надпревари во националниот куп во одбојка во Македонија, во машка и во женска конкуренција. Во машка конкуренција одбојкарите на Пробиштип ќе играат против одбојкарите на Шутово од Кичево, додека пак во женска конкуренција работнички ќе играат против Јанта Волеј. И двата надпревари ќе се одиграат во Пробиштип во спортската сала Софија Петрова. Надпреварите во женска конкуренција ќе се одиграат во 15 часот и 30 минути, додека во машка конкуренција од 18 часот. И по проследените спортски содржини ми преостанува уште да ви се заблагодарам на вниманието и да ви посакам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.